Ова е последното нешто на македонски јазик од Јоце Панов кое што го погледнавме и слушнавме. Јоце е наш последен гостин денес во Македонија на аутро, човекот кој што чинам најмногу од сите музичари експериментира со музичките стилови и тоа му поминува години и години. Добро утро и добри ни Добро утро, добро утро. Јоце, песна на македонски јазик, кажав последно бидејќи доста работиш и регионално. Да. Изминативе години доста и песни сними на српски јазик. Јас и вчера кога ги гледав, кога баравме нели што твое да емитуваме денеска и се изненадив и голем број на прегледи. Па ова последна песна е во туѓина, иако ја имам исто на два јазика, цело време паралелно ги работам. Но не за сите снимаше и на македонски, тоа сакав да кажам, ова е едно. Скоро за сите. Скоро за сите. Скоро за сите. Може би ете од 50 мои композиции, може еве 7 нека немаат 6-7. Не, да не ме сватиш погрешно, ова е што се снима бидејќи регионално. Да. Ако за регионален контекст треба да снимаме на српски. Добро, јас практикувам ако песна е од македонски автор, ако ми од тука песната, тогаш правам препев на пример на српски. Ако е од српски автор, па правам препев на македонски јазик и сум среќен што ете ова композиција за многу кратко време, многу допре до публиката, не само овде во Македонија и поширок. Терминот по 9 часот го резервиравме за театар и музика, така најавивме. Почнавме со МНТ, 80 години јубилеј одбележуваат. Еве имаме уште еден. Уште еден јубилеј. Да, уште еден убав јубилеј. Нека се множат. 8 март, Македонска филхармонија, терминот резервиран само за вас. И за нас, кој што ќе ужива. И за вас, вие ќе бидете таму, да. Да. Концерт, ова ти е прв солистички во Скопје. Првиот ти беше во Штип, така, 2007. Ми беше наистина многу успешен, иако тогаш имав само 5-6 мои песни. Ама дома си е дома. Ама добро, ако и не ти даде родниот град поддршка, тоа ми даде потик. Навистина, тој концерт и Штип и таа еуфорија, тоа го имам, штета што денес не донесов некои снимки од ги чувам над CD, бидејќи тогаш беше имало тој концерт и ми имаше навистина прекрасна еуфорија, многу убава енергија. Неколку пати ги свртав моите песни, пошто немав доволно за цел концерт. Сега ми е солистички концерт за кој живеам, за кој сонувам цел мој живот. Ќе се случи во Македонската филхармонија на 8 март, денот на жената. Токму и тој датум го одбрав некако да им се одложам. Не е само за дами, да знаат и машки. Обично доаѓаат и во пар, нели? Мажите, да, за парови е. Повеќе, односно, јас велам, мажите да ги изненадат своите дами и да им купат карта. Одлична идеја. Велиш ке има доста рози на сцена и оркестар. Така? Да, со оркестар ќе биде и пробите веќе сигурно и почна. Малку, молим? Пробите ве почна. Пробите веќе се подготовките околу распишување на нотите, значи за гудачи, за брас секција, распишување на ноти. Тоа го работат Дамир Имери и Демир Кантуровски, го работат во полна пареа. И сега се тие, како би кажал, позитивно моја трема, што како ќе биде, како секој еден можен детал кој ќе се случи во тие 2-2,5 часа таму, треба да биде убаво обработен и да луѓето наистина што ќе бидат таму присутни да доживеат едно, да кажам, воодушевување од сите тие изненадувања што ги спремам. Им оставаме простори на гледачите со време да набават билет, да не кажат па касно кажавте вие во Македонија на аутро, немавме време да си купиме карти. Еве јас денес можам два билети да ако имам можност, ако имате таква можност. Ги имаме телефонските броеви, колеги, ве молам да ги видиме на екранот за еден гледач кој што ќе ни се јави во моментов и ќе остави своите податоци за тебе дека ќе биде. Не, се радувам за гледачите. За вас секако имам. Вие сте ми во VIP ложа. Благодариме. Вака новинари издействуваат. Вие сте ми во VIP ложа секако. Па не. Младите и гостинот одма ќе каже ви даваме на вас. Еден гледач кој што ќе ни се јави ќе ги остави своите податоци во режија, ќе добие 2 билети за концертот на Јуца на 8 март. За оние останатите кои што сакаат да си ги купат билетите со време. Да, на МК Тикетс ги има онлайн и ги има на сите нивни продажни места. Тоа го има на рекламата и ке мене на сите социјални мрежи, на рекламата која ќе отворат на МК Тикетс. Можат и онлайн да си ја набават картата, можат и на сите продажни места. Тоа се бензинските на Мак Петрол, Јака Травел и така натаму ги има.
Имаат време да набават билети. Има, Значи, да, има продажни литература, така, литература во помоловите, така да има сега. Супер. Јоце, после кој успешен концерт и некако, ако можеме да кажеме, еден си од ретките кои што се издвојува, кои што да кажале дека со многу упорност се постигнуваат целите. Печаток оставаш ова во позитивно кажано, цело време како сам да се бориш и успеваш. Односно, доста многу работа вложуваш. Така ми е судбината мене. Ја речка да морам сам да за секоја моја постигнување да морам некако сам да го изгледам патот, ама среќен сум што е така. Денес во училиште, која смена на работа? Втора смена. Заедно со Кристина ни беше вашата колешка Кристина психологот, денес психологот од Јосип Брозко, одбележуваме меѓународниот ден на образованието. Како реагираат учениците со тоа што имаат препознатлив професор? Соработуваат? Да. Позитивно многу, наистина многу позитивно. Имаме ли талентирани ученици? Имам, јас го водам и училишниот бенд во Јосип Броз и ете сега ние во таа фаза сме кога се учениците што имаат талент, што сакаат и од сите 4 години се професор дали можам јас ова, дали можам да свирам на гитара, дали можам вака, па тие некои наречени школски аудиции и нови членови во училишниот бенд, бидејќи има наистина доста представи во текот на годината и за училиштето и за потребите на градот, на град Скопје и секојаш училишните бендови се тие што настапуваат. Имам чувство некако дека учениците во првите редови ќе бидат во филхармонија. Не знам зашто. Тоа е сигурно. Да, ќе бидат сигурно. Нели? Јоце, благодарам за гостувањето со оглед на тоа дека и капацитетот во филхармонија е ограничен, билетите се пуштени во продажба, ќе апелираме да се набават побрзо, бидејќи веруваме и сигурни сме дека ќе ужива публиката. Со оглед на твојот потенцијал и вложеност во се, сигурно тоа ќе биде убава музичка представа за 8 март. Ќе биде наистина прекрасно, сите што сакаат, уште еднаш да ги подсетам на Макатикец ги има белезниците, кој сака да биде во поубави редови, нека се организира со време. Благодарам. На 8 март заокружуваме 25 години, која е визијата, еве нека бидат следните 25. Да почнеме со следните 25. Па следните 25 до сега имам 50 мои песни, да имам барем уште 150. Барем уште 150 композиции, да имам многу концерти во овој, би рекол, екс-ју регион. Тоа е мојата идеја, мојот живот, едноставно моите желби и мојот фокус